Добра вечер. Четврток, 18 јуни 2026 започнува дневникот на КТВ. Се санира мостот што води до земјоделските насади во населба Глишик. Увид во активностите извршија градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Советот доктор Стојан Чорамов. Населба Глишич, подолго барање од самата местна заедница, мост за потребите на глишчани и останатите кои што имат имот наспроти реката Лудамара, обработливи земјоделски површини, кој што беше функционален меѓутоа од дотокот на реката негде од самата предпролет, да речеме, после зимата, е во нефункционална состојба поради тоа што има оштетување на главните стопи. Општина Кавадарци обезбеди средства од 800.000 денари, приватни донациски средства за правење на нови стопи и комплетна реконструкција на самиот мост. За информација на сите жители кои што гравитираат тука и го потребувале овој мост, дека отприлика за 2 или до 3 недели ќе биде во комплетна функција завршен, безбеден мост за поминување, за да можат нашите жители земјоделските обработливи површини да имаат достапност до нивните ниви, да не вртат од Северен булевар преку танко патче, и на благодарност до компанијата, која ќе биде секако кажана и на совет, за 3 недели, како што кажав, да биде завршен. Голем дел од нашите жители во Глишич во текот на самата предизборна кампања која беше пред 7 до 8 месеци, едно од главните барања му беше токму потегот на овој мост, затоа што голем дел од лицата кои гравитираат од овој дел на градот имаат посеви земјоделски од другата страна на реката и реално имаат проблем кога е надојдена за да одат до нивните земјоделски посеви. Тоа ни беше релиферувано на самите средби со жителите од Глишич и во разговор со градоначалникот, во разговор со нив се изнеде решение благодарност до општествено одговорна компанија која овозможи да овој мост биде во функција и воедно да нашите земјоделци од кои имаат своји посеви да не го вртат градот од другата страна преку Северен булевар, преку танко патче, затоа што во тој случај се губи и време, а воедно тука директно идат на нивните посеви. Така да сметам дека општина Кавадарци помага буквално на и во руралните и во урбаните средини и на места каде што имаат потреба од земјоделски посеви. Воедно ќе ги потсетам нашите жители и нашите кавадарчани дека воедно денеска наша екипа работеше на прочистување на полските патишта на шамаците, така да во програмата на јавното предпријатие Комуналици на општина Кавадарци има посебна ставка на овие полски патишта, расчистување за земјоделците да имаат подобар пристап до нивните земјоделски посеви. Така да земјоделството и тоа што како општина не е ингеренција да овозможиме на нашите земјоделци на општина Кавадарци, посебно при комисии за суша, за град, за елементарна непогода, сметам дека треба да бидат задоволни затоа што таа услуга што е од наша страна како општина и воедно наша обврска, сметам дека досега во овие 9 години градоначалник Митко Јанчев и Совет на општина Кавадарци сметам дека му е на дланка и сегаш имаме транспарентен и отворен пристап кон нив, односно се што е во домен на наша обврска кон нив и наш приоритет за полесно нивна при тие неволји земјоделски да му испаднеме во сусрет на нашите земјоделци. Сметам дека тоа го правиме достојно и во тој правец ќе продолжиме и во идно време. Се надевам дека заедно со градоначалникот и заедно со општествено одговорната компанија во наредниот период ќе биде обелоденета, ќе бидеме на сведоци на опуштање на завршен мост и тоа за релативно краток период, затоа што сега е сезона и сега прилично доста се користи земјоделските посеви и лозовите наседи на овој дел од градот. Се работи на поплочување во село Долна Бошава на површина од 250 метри квадратни, со што се овозможуваат подобри услови за движење и поголема безбедност за жителите. Од општина Кавадарци информираат дека се продолжува со уредување и подобрување на инфраструктурата во населените места. Со вакви проекти продолжуваме да вложуваме во развојот на руралните средини и во подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани, велат од локалната самоуправа. Се подготвуваат законски измени за тротинетите со заострување на казните и регулативата, најави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Претеничката група на ВМРО-ДПМН ќе достави до собранието предлог измени на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата согласно оние препораки кои што беа дадени од страна на експертите и од страна на случните лица во рамки на Министерството за внатрешни работи. Ќе одиме со заострување на казнената политика
во однос на тротинетите, ќе одиме со зголемување на старосната граница на децата кои што ни ги управуваат тротинетите вака електрични немногу, но тоа оставам да влезе во рамки на официјална процедура, па ќе го дискутираме и ќе ги изложиме сите оние детали во иднина. Имаме заострување на казнена политика и заострување на регулатива во делот на управување на електрични тротинети, особено во однос на најмладите, заради тоа што статистиката, бројките, повредите, сообраќајните несреќи предизвикани од страна на оние кои што управуваат електрични тротинети, незаконито управување по тројца на тротинет, по двајца, без кациги, без никакви правила, онака како што сме научени во минатото да се функционираме, наистина доведува до сериозни последици. ВМРО ДПМН одбележа 36 години од основањето. Председателот на партијата и премиер Христијан Мицковски во обраќањето порача министрите кои се уморни, чесно е да си заминат. Во 2017-та, 18-та и на почетокот на 2019 година ВМРО ДПМН беше под жесток политички прогон. Во тоа време имаше и отворени предлози од челниците на тогашната владеачка СДСМ за укинување на името ВМРО и тоа со закон. Замислете, во 21. век, но еве 8 години подоцна историјата е добар учител. Треба само да се постави прашањето: каде се тие, а каде е ВМРО ДПМН? Историјатот на ВМРО, подемите и славата, падовите и неуспесите, кризите и новите патишта, издигнувањето и новите победи и успеси. Тоа е тешкиот и трнлив пат кон 17. јуни 1990 година. ВМРО ДПМН не е партија без корен. Таа има славна, но и тешка историја. Можам да кажам дека кога станува збор за владата, многу прецизно го детектирам и следам феноменот што делот ешалоните, морам да признам со жалење, скршнуваат од она што треба да биде кодекс на однесување и принципи на владата. И за ова зборував на последната седница на Централниот комитет на партијата. Очигледно има и такви кои фотелјата им стана помила од контактот со народот. Добивам поплаки дека делот, министрите, директорите се недостапни за народот. А има и такви на кои приватните патувања им станаа помили од посетата на селата и градовите. Заборавија од каде дојдовме и како започнавме. Не прифаќам оправдувања од ниту еден именуван функционер дека е уморен. Ако е уморен, често е да си оди. Ние сме тука да работиме и ќе работиме до последниот атом од силата, се дека не служи. Председателот на СДСМ Венко Филипче предупреди дека владата предводена од Христијан Мицковски ја доведувала економијата во сериозна криза, а компаниите се соочувале со огромни проблеми поради неисплатениот поврат на ДДВ. Во однос на економијата, изминатите 2 години единствено нешто што е зголемено се долговите на државата. Падна животниот стандард, сиромаштијата е во пораст, луѓето, посебно младите, се повеќе се иселуваат. Цените во маркетите растат без контрола. Ова власт после зголемувањето на цените на енергенсите, на горивата, не направи ништо да го спречи растот на цените. Предупредувавме дека ако почне спиралата на зголемување на цените, тие никогаш нема да се вратат на почетната позиција. Инфлацијата е двојно поголема од таа во Европа. Потрошувачката кошничка достигна речиси 70.000 денари. Во семејствата со минимална плата не може да се преживее месецот. Платите каснат. Има државни јавни институции во кои што платите се исплаќаат околу 20 во месецот.
Мицкоски кажува дека сме биле трета економија во Европа. Луѓето веќе се подсмеваат на ова. Министерката за финансии предвидуваше банкрот на некои големи европски земји. Замислете, едноставно циркус. Нема поврат на ДДВ-то на компаниите. Близу 200 милиони евра, повторувам, 200 милиони евра, е вкупниот долг кој што државата го должи за исплата на ДДВ, повратот на ДДВ на компаниите. Фирмите се задолжуваат, фирмите си даваат позајмици, фирмите се пред колапс. Приватниот сектор нема од каде да дава плати, да не зборуваме за некаков развој. Долгот, како што кажав, порасна, нови 2,5 милиарди евра, пари кои што никој не знае каде одат, од кои што 1 милиарда евра е нетранспарентен кредит од Унгарија. Внимавајте за само 2 години. Од 8,5 на скоро 11 милиарди евра е вкупниот долг на државата. Странски инвестиции скоро и да нема, за 60% се намалени. Фабриките затвораат и ги отпуштаат работниците. Имаме празен буџет, немаме развојни програми, немаме поддршка на компаниите, само нови кредити кои што ќе ги враќаат следните кој знае колку генерации. Младите се целосно запоставени. Никој не води грижа за нив. Нема програми за вработување, нема поддршка за нивното стамбено прашање да се реши, едноставно нема визија за тоа како младите да се задржат во земјата и затоа масовно ја напуштаат земјата. Оваа власт им ја одзеде надежта на младите генерации дека во земјава ќе може добро и квалитетно да се живее. Тука дома, кај што треба да живеат и да го градат животот. За жал, не е така. Заедно испишавме уште една значајна страница од нашата историја. 36 години ВМРО ДПМН, посветеност, единство и доверба, пораки од денешната пресконференција на владеачката ВМРО ДПМН. Вчера, по повод одбележувањето на 36 години од постоењето на ВМРО ДПМН на стадионот Благој Статов во Струмица, имавме чест и задоволство да бидеме заедно со десетици илјади граѓани, кои со своето присуство дадоа силна поддршка и испратија порака на единство и заедништво. Искрено им благодариме на сите кои беа дел од овој значаен настан. Вашата доверба и поддршка се нашата најголема сила и мотив уште поодлучно да продолжиме да работиме за напредокот на Македонија. Во изминативе 36 години се соочивме со бројни предизвици, тешки моменти, неправди и разочарувања. Но секогаш кога некој мислеше дека сме ослабени, ние станувавме уште посилни. Токму вие, народот и граѓаните, бевте и останувате нашата најголема поддршка и двигател на нашата истрајност. Идејата на ВМРО, поставена пред 133 години, живее и денес, затоа што 36 години ВМРО ДПМН е политичка организација создадена од народот и за народот. Затоа ниту еден предизвик, ниту еден напад нема да може да ја поколеба нашата решеност да работиме во интерес на државата и на граѓаните. Вчера ја прославивме истрајноста, вербата, надежта и љубовта кон Македонија. Вредностите и идеалите на ВМРО остануваат автентични, македонски и цврсто втемелени во стремежот за просперитетна и успешна држава. ВМРО ДПМН за 2 години власт направи многу. Од историски рекордни 1,250 милиони евра инвестиции до силен инвестициски циклус во инфраструктурата. Во моментов се реализираат 6 нови автопатски решенија, кои треба да бидат завршени до крајот на 2027 година. А се предвидени 10 милиарди евра капитални инвестиции во наредните 10 години за нови автопати, експресни патишта, железничка инфраструктура и обнова на постојните капацитети. Градиме и обновуваме студентски домови, даваме ваучери за електронски уреди, создаваме услови младите да започнат собствен бизнис и својата иднина да ја градат дома. Ги зголемивме платите и пензиите, работиме на силна економија, а 7 квартали поред бележиме економски раст од над 3%. Градиме нови градинки, училишта, патишта, здравствени установи, спортски сали, а се тоа додека враќаме стари долгови во просекот над 2 милиарди евра годишно. ВМРО ДПМН покажа дека нема да води политика на попустливост кога станува збор за националните интереси. ВМРО ДПМН ја презеде одговорноста во време кога на граѓаните им беа потребни конкретни решенија, стабилност и надеж. Наместо празни ветувања, неизвестност, разочараност,
денеска имаме развој, иднина, надеж, проекти и конкретни мерки. Со пораката Македонија забрзува наша обврска. Остануваме целосно посветени на еднината на државата и на подобрувањето на квалитетот на животот на секој граѓанин. Продолжуваме да работиме за посилна економија, повисок животен стандард, нови можности за младите и модерна Македонија која достоинствено чекори кон својата европска иднина. Ви благодариме што сте дел од оваа заедничка приказна и што заеднички ја градиме иднината на Македонија. Македонија се исправува чекор по чекор. Сега е време да забрза. Тоа е нашата обврска. Извештајот на Европскиот парламент го потврди СДСМ. Нема реформи, нема борба против корупцијата, нема напредок, обвини председателот на СДСМ Венко Филипче. Извештајот на Европскиот парламент, односно нашиот европски пат, јасен, остар и недвосмислен, а тоа е дека едноставно немаме напредок на европскиот пат. Ама тоа веќе не е чудо. Премиерот јавно го зборува дека нема да имаме, ниту може да очекуваме од него и од оваа влада некаков напредок на европскиот пат. Неколку точки. Европратениците. Прво, изразуваат загриженост дека судскиот систем, независноста на судовите, обвинителството, како и напорите за екнување владењето на правото и борбата против корупција не напредува доволно. Понатаму, констатираат со загриженост дека не е постигнат напредок во спречувањето на борбата против корупцијата во многу области. Понатаму, длабоки структурни слабости, негативни трендови во функционирање на судството, вклучително и недоволно финансирање и кадровска екипираност на судските институции, што ја подкопува судската независност. За се ова реагиравме. За секоја од овие точки изминатите месеци и јасно укажуваме. А еве сега ова го потврдува и извештајот на Европскиот парламент. Понатаму, повикуваат нитно воздржување од политичко мешање во правосудството. И на тоа предупредував и укажував. Понатаму, ја нагласуваат важност од заштита на интегритетот, вклучително преку зајакнување на судскиот совет согласно со препораките и мислењето од мисијата за колегијална ревизија на Венецијанската комисија од 23 година. Исто, поента за која што ние предупредувавме и реагиравме. Понатаму, загриженост за измените во кривичниот закон. Исто како што предупредувавме. Дека е потребен нов кривичен закон да се донесе, кој што е веќе спремен, кој што се работеше и на крајот на мандатот на нашата влада, изготвен по примерот на германското законодавство. Понатаму, се повикува владата да подобри имплементација на национална стратегија за спречување на корупција. Понатаму, странско мешање, вклучително и преку медиуми под унгарско влијание кои шират антиевропски наративи. Не го кажува Венко Филипче. Извештајот на Европскиот парламент го потврдува тоа што го говориме со месеци назад. Дека има медиуми кои што шират антиевропска кампања и антиевропски наративи. Изразуваат загриженост поради стратешкото преземање на клучни телевизиски станици и новински портали од страна на унгарски медиумски лица, што се овозможува антиевропските наративи да навлезат во јавната дебата. И ова е тоа што исто така го говоривме изминатите месеци. Значи, Европскиот парламент јасно порачува дека реформите не се спроведуваат, а политичка волја да се продолжи европскиот пат едноставно не постои. Од денеска до средината на следната седмица времето предпладне ќе биде сончево и потопло со променлива облачност. Поради големата енергија во атмосферата, во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотрајно невреме, особено во планинските и југоисточните делови од државата. Ќе дува умерен ветер, претежно од северен правец. Тоа беа содржините. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.